Почитувани, добар ден и добре дојдовте во денешното четврточно издание на Студио 1. Добар ден и од мене. Мојата колешка Анета Кочишки е онаа која што ќе презентира, што ќе гледаме она што ќе се случува во денешното издание на Студио 1. Така, како секој ден, така и денес, Студио 1 со навистина многу содржини, секако пред се оние кои што го одбележуваат денешниот ден, ќе се занимаваме со оние кои што како настани пред се ќе ги одбележат деновите кои што се пред нас, а ќе зборуваме малку и за настани кои што буквално почнуваат вечерва. За да го фатиме редот што се вели на самиот почеток, ќе одиме со тоа што ќе бидат, би рекле, централни содржини во денешното издание на Студио 1. По првите половина час, како што знаете, ги прегледуваме најважните настани од вчерашниот ден кои што повеќе или помалку се случува во нашето Студио 1, откако нив ќе ги разработиме, влегуваме во вториот дел од отвореното студио, некаде околу 15 часот и 25 минути. Тогаш на гости ќе ни биде Александра Спасовска, која што е задолжена за собирање средства во СОС детското село и ќе промовираме една навистина убава кампања во која што е главно да собирате звездички. Како ќе собирате или како можете да собирате звездички, ќе ви објасни токму Александра со своето гостување овде во Студио 1. Тоа што нема да го видите на графиконот, ќе ни биде исто така интересно да можеме да ви го прикажеме, е прилогот на нашиот колега Зоран Василевски, кој што на шега велиме дека е нашиот дежурен известувач од Скопската зоолошка градина, но тој овој пат ќе ни ја донесе сторијата за нилскиот коњ во зоолошката градина, кој што после низа долги години успел да добие топол дом, а кога велиме топол дом, конечно водата во која што предстојува во нашата зоолошка градина, некој се погрижил да биде загрејана и да му бидат условите како што треба. Акцијата на 1ТВ и компанијата Тинекс и донираме за социјално загрозените семејства продолжува и понатаму. Така и денеска ќе можете да видите каде нашата екипа и екипата на Тинекс беа и кому овој пат доделија месечен ваучер за трошоци во маркетите на Тинекс. 16 часот и 15 минути ќе биде резервиран за она што ќе ни биде мал, би рекле, редакциски колегиум овде во отвореното Студио 1, кога ќе можеме да поразговараме со нашиот колега Славчо Поповски, секако задолжен за временската прогноза и тоа што не очекува во наредните денови пред се во викендот кој што е пред нас, како и колегата Дејан Андоновиќ со најновите светски случувања. 17 часот, првиот прайм тајм во денешното издание на Студио 1 ќе има повеќе содржини, па така скајп разговор ќе имаме со авторот на апликацијата Мој воздух, кој што ќе ни се јави директно од Амстердам, Горијан Јовановски, кој што има новитети во апликацијата, кога можете буквално да обележите загадувач и апликацијата веднаш да го регистрира и со тоа инспекторите да делуваат веднаш на терен. Многу интересни новини, Горијан е во Амстердам, но очигледно не мирува и постојано работи. Веднаш по тој скајп разговор во нашото Студио 1 ќе имаме гостување на Линк. Катерина Евго од Паспорт продукција ќе ни го одбележи свеченото отварање на 20-тото јубилејно издание на Таксират, инаку со неа на линковска врска ќе поразговараме за тоа што се оваа година Таксират нуди во своите содржини. Почнува денес, трае некаде до 7-8 декември, така да Катерина ќе има за што да зборува во минутите кои што ги одвоивме за Студио 1. И секако 17:30 термин за Андреј Сених од Сдруженијето Заедно посилни, здружение кое што се грижи за добар живот на луѓето кои што се заболени од ХИВ-СИДА. Знаете, 1 декември е меѓународен ден на борба против сидата, па така и во ова издание на Студио 1 издвојуваме минути токму на оваа тема и тоа што прават Заедно посилни оваа година. 21 часот, вечерниот термин за Студио 1, кога правиме специјална емисија или специјално издание со гости и соговорници кои што се пријатели, соработници и колеги на починатиот Горан Стефановски. Во тие 1 час програма ќе се обидаме да му дадеме сета почит на овој голем македонски автор и драматург пред се, со тоа што во студиото ќе ни бидат гости
Милица Стојанова, Силвија Стојановска како актерки, Срđan Јаначиевиќ режисер, Александар Поповски ќе го имаме на Skype врска од Љубљана, а колегите од 1 ТВ во меѓувреме подготвуваат материјали кои што ќе бидат своевидна и биографија за Горан Стефановски, а ќе имаме и материјали за тоа што се деновиве се зборуваше и на социјалните мрежи, но и што говореа светските медиуми за Горан Стефановски. Чаловски, јас завршив. Така, за да го отпочнеме денот како Така што е е. редот со ова Студио 1 во четврток, почнуваме со оние хайлайтсови или оние за сите оние кои што пропуштиле нели синоќешната програма на Студио 1, а синоќа во 21 часот на колегата Ацо Кабранов и на колегата Христијан Баневски гостин им беше градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ, кој што зборуваше за сите оние прашања и дилеми поврзани со наводните 60 катници во близина на ГТЦ, за што се јавија и безброј иницијативи како да се зачува тој простор, да не никнат нови згради или нови сивила. Богдановиќ рече дека пред се има мораториум за градба. Да се вратиме, да го погледнеме тоа парче, па да се вратиме назад во студиото. Сега без разлика кој да дојде, дали наведените сопственици или било кој да поднесе барање, ќе биде одбил. Нема градишна дозвола. Бидејќи ние ќе му дадеме ќе му дадеме одлуката на општина Центар и ќе му дека кажеме имате мораториум. дека има мораториум. Нашата план и заложба е дека се прават нови планови кои ќе се цртаат, се спремаат и истите се презентираат пред јавноста. Што значи тоа? Дека ние сега ги работиме, кога ќе ги бидат спремни, така и процедурата налага, тие ќе се свика јавна анкета. На јавната анкета ќе се приложи се што е во согласно генерален урбанистички план, бидејќи тоа е устав за нас за планирање, се што е по барање на граѓаните, бидејќи таму имате и куќи, и луѓе кои што живеат, кои што Тоа ќе биде случај со конкретна и ќе се случува така. И луѓето ќе дојдат на јавната анкета, ќе се каже што е тоа што може да се направи, што е тоа што они сакаат, бидејќи нормално таму има Богдановиќ, луѓе. само сакам да ве прашам. За време на кампањата за градоначалник на Центар и кога стапивте на функцијата, ги знаевте ли овие работи за овие градби висококатници или не знаевте? Не, ги знаевме. Ги знаевте. Значи, ветувавте нешто на граѓаните? Мораториум. Не, пред да стапите на градоначалничката функција. Добро. Дали знаевте дека ќе ве начека вакво нешто? Знаевме, затоа и го донесовме мораториумот. Кога стапивте на Дојдовме, функција? Да, и требаше време од И сега 2-3 да месеци да го подготвиме. кажете дека практично доколку дојде до одлука нели за ке секако дека граѓаните ги прашате преку јавна анкета и конкретно за овие 60 катници. Да, ќе се праша не за целиот план. Че тоа не е само за тој дел, него станува збор за целиот план, бидејќи ние со детален урбанистички план не се решава само за габаритот, се решава за паркови, се решава за улици, за канализација и така натака. Еа, токму во контекст на ова и земајќи ги предвид сите начини кога се гради и сите лобирања за тоа, колегата Кабранов со своето искуство имаше едно многу добро прашање до градоначалникот на општина Центар Богдановиќ за да се отфрлат сите дилеми во контекст на лобирање да се градат тие згради во близина на ГТЦ, па еве го и тој дел. Господин Богдановиќ, верник сте вие? Да. Јас сум атеист, простете што ве прашав, но што ако дедо Михаил, не дедо Михаил, господин Стефан, дојде кај вас и ве замоли да ја завршите работа со овие висококатниците. Рековте дека со Fashion Group не дошле, не сте имале контакт. Не, нема никој поднесено барање. Што ако до сега. дојде да ве замоли, еве кој верник вие, ќе му попуштите ли? Не, нема да му попуштам, бидејќи исто важат правилата како за сите. Да? Да. Значи, Што има врска тоа што сум верник, јас верувам во Бог. ќе ве може, благослови. Не се согласувам. Ако му дадете со да гради. некои работи, али јас си верувам во Господа. Тоа денеска е господин Стефан, утре некој друг. Да, но Ние кај нас доживотно. секуларноста е проблем. Доколку се сеќавате Да. на фотографијата на министерот Спасовски како му бакнува рака на еден од свештениците, тоа исто така и Добро, ја тоа е размиша. Тоа е приватен приватна чин, да. работа. Сега Да. не кој иде во црква, дали некој пали Не, свине, не, дали тоа е тоа средба, тоа не, не, тоа- чисто мислев ако ви интервенира он, господин Стефан, што не би ме чудало, бидејќи имаат интерес тука сигурно,
Дали Ќе си би добие третман како секој обичен граѓанин. нема ништо да ви значи благослов од негов. Видите, господин Стефан, без разлика што денеска е архиепископ или како се вика. Да, архиепископ. Или јас сум денеска градоначалник и тој е обичен граѓанин исто и јас. Така да и он денеска да дојде како Вие сте МПЦ градоначалник, он е поглавар. Вие сте на Поглавар, без граѓаните, он е разлика. поглавар, да, на верниците. Да, и он денеска да дојде да каже јас поднесувам барање, ние ќе му кажеме има мораториум. Мораториум. Да. Еве, може и ќе му пренесат, ако не гледа господин Стефан, дека Нека дојде, ќе му мораториум има и дека да не очекува многу брзо. Инаку на социјалните мрежи претпоставувам дека следите, има веќе неколку денови сите медиуми го следат овој случај се активираат со овие висококатници или облакодери како што ги викам. Реакциите се прилично остри, реков сега се насочени кон МПЦ. Јас само дури ќе мислам кажам- дека е претерано само Јас кон нив. ќе ви кажам само неколку примери, чисто да сватите сериозноста на нашата работа. Има, на пример, ситуации во општина Центар, па каде што и им предвиделе тупот и добиле дозвола, па ние сме нашле начин како тоа да го поништиме. Таму кај што сме нашле законско основа. Има И начини, тоа- бидејќи во општина Аеродром конкретно градоначалникот тврдеше, мислам дека нема Па начини ќе за кажам, секој предмет си е различен. Значи си има во законот јасно препишано или во одобрението или во правилникот законот за градење зашто можете. Бидејќи од една страна па можете да поништите или да направите, па утре општината да плати и пак да изгради. Да. Многу мора да ги следите. Знаете дека имавме поништување на пример за шпанските скали. И тогаш тоа пак таму си има уцртано шпански скали. Значи таму треба повторно сега дупа да се ревидира и е под мораториум. Се уште стојат шпанските. Така, затоа што во тоа време некој ги уцртал и некој го продал државното земјиште. И сега ние сме дошле до една фаза, сме нашле правен основ, сме го поништиле и сега нормално они си се жалат, си ги користат сите законски механизми. Нормално ние сме гледале тоа да биде направено со сите основни, значи да не погрешиме за да утре оштетиме општината. Се чини дека висококатниците спроти ГТЦ уште некое време ќе бидат жешка тема. Најмалку барем до моментот дека не почне да се копа. Кога ќе се појават таму машини, ќе се возбудат повторно и екипите, и новинарите, и повторно ќе се актуализира. Се надам дека нема Ако воопшто дојде до копање. овој па така да биде. Но висококатниците спроти ГТЦ не беа единствената тема со која што Кабранов и Баневски синоќа разговара со Богдановиќ. Секако ја начна случката која се случи пред 10 денови кога на социјалните мрежи се појави видеото во кое што двајца комунални редари Јас само би го искористил. ја попречија бабичката Карши Буњаковиќ Да. што продава малини, ореви и ја растурија импровизираната тезга. Да, би ги искористил зборовите на објавувачот на самото видео на социјалната мрежа Facebook кој што напиша дека бил сведок на нечовечност и нехуманост и вели животно не е бидејќи тие има чувства човек паич, туку суштество без ниту малку жал. А ние ќе научиме да бидеме културна нација тогаш кога проблемите ќе ги решаваме со разговор, а не насилно. И не само за овој случај, туку за сите останати, бидејќи граѓаните често имаат поплаки од сите оние кои што се задолжени за редот и мирот, без разлика дали се работи за јавниот превоз, за комуналните инспектори или слично. Колегите го прашаа Богдановиќ дали и што всушност преземала општина Центар, која што имаше реакции веднаш откако се случи објави тој видеото, настан, така да. е. Меѓутоа да слушнеме од Богдановиќ конкретно што се работи во општина Центар за презема како мерки за расчистување на овој случај. Ова прилика ќе искористам и да ве прашам Ајде. конкретно за она на што граѓаните исто така жестоко реагираа на социјалните мрежи, повторно ќе кажам, а тоа беше односот на инспекторите кон една од уличните продавачки во општина Центар конкретно. Сега листајќи мислам дека најдов еден наслов дека вие сте се извиниле за овој настан. Долго време немаше одговор од вас. Не, сега само сакам да појаснам. На социјалните мрежи нели се појави видео снимка каде што Да, видео имаше. Комуналните инспектори Пред на општина Буњаковец. Центар не е пред Буњаковец, него се Не? наоѓа кај Зелен пазар, односно во делот А јас мислев дека е кај Буњаковец. да, На од другата страна. на граница со Кисела вода. Па скоро до Кисела вода.
Зашто станува збор? Ние имаме веќе подолго време посеопфатни акции, бидејќи на територија баш на тој дел имаме многу диви продавачи кои што се наоѓаат на целата територија. И нормално со комуналните редари, бидејќи станува збор за Не ворете справувањето. Само да дообјаснам. Бидејќи станува збор за сива економија, реакција на граѓаните, таму се вршат секакви видови нужди од ставање на ѓубри и така натака. Инспекторите пристапиле и во тоа видео се гледа дека наводно има растурење на кеси. Па прилично грубо. Јас затоа ние покренавме дисциплинска постапка и не можете вие одеднаш Каква е некого да му дисциплинската исечете постапка? главата. Ние побаравме да си дојдат да дојде жената, јас дојдов со нејзе во контакт, она беше еднаш разговараше, утре имам уште една средба со жената која што беше, бидејќи ни требаат конкретни изјави за да може дисциплинска, односно комисијата која што ја формира градоначалникот. Која е вашата реконструкција на настани? На крајот да заврши. Утре кога ќе дојде жената која што ја има во видеото, ќе разговараме и ќе нормално ќе со соодветната изјава, односно А добро, пријава не која што ќе санкционирани има. инспекторите уште? Па ќе ви кажам, ја чекаме пријавата, односно изјавата од жената, бидејќи ние не можеме да пресудиме на нешто што сме го виделе на социјалните мрежи. Ни требаат официјални пријави, А бидејќи толку тешко беше да дојдете до неа? не, ние стапивме во контакт со нејзе, јас не бев 3-4 дена тука и се договоривме бидејќи жената не можеше тој ден да дојде, после јас не бев 3-4 дена тука, се договоривме утре дали 11:30 или 13:30 да дојде до кај нас да се даде соодветна пријава. Со тоа што јас реков, ако имало и било какви други прекршувања, нормално тука ќе си превземат и полициските служби кои што се надлежни за такви Добро, тоа што го револтот видовме беше на брутално таквиот револт на јавноста, мислам дека е токму поради тоа што СДСМ во позиција на опозиција реагираше и користеше оние случаи со продавачот на марули и неговата затворска казна за да го прикаже контрастот, а сега имаме една ваква слика која што нека заврши дава постапката кај нас и ќе бидете информирани, и сам не го криеме ние тоа како процес, али за да отпочне Но го постапката, осудувате ли да се ваквото формира. однесување вие? Го осудувам секакво насилно однесување пред се на моите вработени, бидејќи јас сум на некој начин, ајде да кажам, одговорен за нив и на сите останати кои што обавуваат било каква И државна. ќе се извините ли јавно на господјата доколку утврди комисијата Уште по телефон кога се слушнавме, се извинив за било какви немили настани, јас замолив да дојде господјата да поразговараме, бидејќи сепак жената некоја мака ја натерала за да биде таму, да видиме што се може ние да учиниме како општина и нормално да ги превземеме сите оние останати мерки. Ние морам само да појаснам на јавноста. Пријава официјална добиена дали во полициска станица не, али без разлика што немаме добиена, јас како градоначалник и служба Го видовте видеото и го видовме видеото, најдовме контакт од жената и рековме да дојде за да и ние ја поттикнеме ако се исплашила или било што да даде, дека ние стоиме пози тој и сакаме да го расчистиме случајот до крај. Ете, градоначалникот на општина Центар се обврза овој случај да го расчисти до крај. Јас само ќе ве потсетам дека како овој разговор, така и сите материјали од отвореното студио и од забавниот дел на 1TV може да ги најдете на YouTube каналот на 1TV МК. Со нас е колегата Игор Стефановски, Анета. Веќе сме побројни. Добар ден и од мене. Добар ден, повторно Игор и ова утро по судските ходници се јави во 12 по вестите на Линк, веќе ја напушти позицијата пред судот. Денеска таму се случуваше уште едно рочиште за Трезор. Така ще нарочиште за Трезора, ново спроведување на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразнавање Сашо Мјалков, всушност прво од затворот во Шутка, притворот односно до кривичниот суд. Интересен беше моментот што навистина имаше засилено полициско обезбедување од страна на специјалните единици и двајца специјалци имаше пред самата судница во кривичниот суд, веднаш позади судот каде што се наоѓа и гаражата од каде беше донесен Мјалков, имаше неколку полициски возила и секако стражарните возила од Шутка со повеќе обемен зголемен број на засилено полициско обезбедување. Тоа што беше моментот за забележување од страна на медиумите дека Мјалков беше внесен директно со стражарското комбе внатре во гаражата на кривичниот суд, а некако што е и вообичаената пракса да сега зависност од различни од предмет во предмет да биде изнесен од возилото па спроведен во затворот, во кривичниот суд во случајов. Што значи на видео снимка го немате? Го нема.
И затоа имало толку многу специјалци околу судот, нели? И вас да ја попречат работата. Што се случуваше денес на рочиштето? Денеска на рочиштето се презентира материјални докази, тоа се докази кои што ги знаат и од специјалното јавно обвинителство, верувам и од страна на адвокатските тимови, но ние јавноста не ги разбираме бидејќи станува збор за читање обично на кодови кои што за нас и за пошироката јавност би секако би немало големо значење. Судскиот процес имаше и пауза, си продолжи со материјалните докази, изјави да до адвокатите, тие се уште немаат информација дали е пристигната жалбата до апелацискиот суд со кој очекуваат Мјалков да излезе од притвор, барем според нивното барање, но секако зборот како последен го има токму второстепениот суд. Да не должам многу, предлагам да погледнеме изјавата од адвокатот Петар Василев. Таме дека притворот е определен спротивно на законот, пред се поради тоа што решението е донесено во постапка без да може истиот да се произнесе по таквиот предлог, односно спротивно на начелото на контрадикторност во кривичната постапка, зашто впрочем имаме и судска пракса од Меѓународниот суд, Европскиот суд за човекови права, дека секогаш кога се приначува мерка кон построго, судот е должен да го покани обвинетиот да даде свој исказ, односно да се произнесе по однос на предлогот за определување на мерки. Целото решение, односно диспозитивот на решението е донесен на врз база на предпоставки. Господинот Мјалков нема никаква поврзаност со таа финансиска трансакција, ниту пак со износот кој што се споменува. Да, ова беше став на еден од адвокатите, претпоставуваме став на целиот адвокатски еден обвинет да е на два судски процеси одеднаш, секако закажено и уште едно рочиште, Титаник 3 за изборните
Тамара Димовска од Велес. Обидот за убиство, се сеќаваат гледачите, беше врз тогашниот министер за здравство Никола Тодоров. Тоа е најновата информација. За празниците со ништата се остваруваат. Споделете ја празничната магија со сите оние кои ви го топлат срцето. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Во новиот број на неделникот Фокус ке читате: селективна амнестија за 27 април. Пратениците ке решаваат кој тепал, а кој командувал на крвавиот четврток. Екс-премиерот го одбра подолгиот пат до Будимпешта, со чија помош Груевски ја минал македонско-албанската граница. Мијалков одмериот во шутка. Дагао! Читајте Фокус, за нештата да станат појасни. За празниците со ништата се остваруваат. Споделете ја празничната магија со сите оние кои ви го топлат срцето. Добар ден, почнуваме со вестите на 1 ТВ во 14:30 часот. Апелација му ја укина затворската казна од 7,5 години на Љупчо Стојановски, дедото на малата Тамара Димовска од Велес. Вака одлучи апелација по жалбата на одбраната. Процесот се враќа на повторно судење во декември, потврди адвокатката Павлина Зефич. Стојановски се обиде да пука во поранешниот министер за здравство Никола Тодоров непосредно пред тој да му ја предаде должноста на неговиот тогашен наследник Арбен Таравари. А под силно полициско обезбедување, екс-директорот на тајната полиција Сашо Мијалков изутрина беше спроведен од затворот Скопје до кривичниот суд во Скопје. Тој со затворско комбе заедно со неговите телохранители и со адвокатите бил внесен во гаражата на судот. Мијалков келијата ја напушти по 9 дена притвор, а денеска на рочиштето за случајот Трезор се изведуваа материјални докази поднесени од СЈО. Во овој случај покрај Мијалков обвинети се и Тони Јакимовски, Горан Груевски и Небоша Стојковиќ, на кој им се суди за набавка на електронско-комуникацијска опрема за потребата на УБК. Сметаме дека притворот е определен спротивно на законот, пред се поради тоа што решение